физички карактеристики на носијата струмо местанско. Во овој дел на Македонија спаѓаат повеќе предели со повеќе видови народни носии, кои се одликуваат со голема разновидност, со поголеми или помали регионални и локални специфичности. Долните делови, кошулите и гаќите, речиси секогаш се изработувале од домашно бело платно, изработено од лен, коноп или памук, понекогаш и од пругасто платно кенари. Белиот памучен материјал долго време бил користен како главен материјал за изработка на белата саја, најкарактеристичната летна женска облека. Во минатото, белата боја доминирала кај горните женски и машки облеки од волнена ткаенина. Меѓутоа, од средината на 19 век, тие почнале да се прават од волнена ткаенина во црна, темно-сина, темно-црвена, морова или виолетова боја. Сината боја исто така се користела за некои платнени облеки, како што се сината риза во драмско и сината саја во петричко, светиврачко, санданско, мелничко. Под влијание на турската култура на облекување, некои горни облеки били изработувани од пругасти ткаенини како аладжа и антерија, од домашно или фабричко производство. Машките носии биле многу едноставни, додека женските, особено невестинските, биле богати со многу делови и украси, при чија изведба се користеле различни текстилни техники. Карактеристично било носењето на некои женски горни облеки со превртени поли, што представувало регионален белег. Значајни се и богато украсените гашти со долги ногавици во Неврокопско, кои веројатно биле турско влијание. Украсувањето вклучувало многу монистри и впечатлив, масивен, сребрен накид.